How many roads must a man walk down before you call him a man? Yes, and how many seas must a white dove sail before she slips in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Другари и другарки, Димитар Георгиевски, човек од Прилеп. Не е моја песна, да не си помисли. Меѓу ретките што през името му има В. Неко прилепчанец од центарот дека кај театар. Да, Старокорзо. Добре не дојде. Добре најдов. Фала на поканата. Фала ти што ја прифати и што не дојде да си поправиме вака пред новогодишна или Свети Николски поточно со тебе. Да, ама тоа е пред новогодишна, Свети Николе Дедо Мраз. Да, Сент Никлас. Да, еве гледаш и чаши ни дадоа со Дедо Мраз. Спонзор на денешните чаши е Благица Цветковска. Да, и не изненади си порачавме кафе и ни даде во супер чаши, вака. Јас избегавам новогодишни украси, па и да го почнеме муабетов, пошто е така. Каков е твој однос кон новогодишното украсување? Пошто сум татко на малолетни деца. Вчера украсуваше жена ми. Таков е мој однос кон новогодишно украсување. Не знам, не сум некој голем фанатик околу Нова година, обично одстално ме фаќала депресија околу тие празници, не знам зашто. Изгледа дека имам притисок дека мора да бидам радосен, дека така натаму и секогаш ме фаќала депресија околу Нова година, така да немам некој, мислам депресија, не е клиничка, ама да, с краја да е, да треба на како се вика на стара Нова година да закажуваш психолог, нема смисла. Да, никогаш не сум бил. Ама меланхолија, не, имам размислувано, тоа е веројатно претпоставувам дека тие празници се измислени. Мислам, не е измислени некој намерно да седел да ги измислува, ама најверојатно така се настанати од ти човеков е навикнат да работи. Мислам општо, како human being, како човек, треба да работи човек. И претежно порано се работело в поле. Да речеме на времето до индустриализација се работело в поле. Значи работиш кога е супер времето, кога е убаво времето, имаш сонце, имаш такви убави вибрации, преморен си цел ден, немаш време за размислување, за депресија, за такви работи, си легнуваш, спиеш, стануваш, сабањето работиш. Така натаму, ама иди зима. Завршува полските работи. Во зима не можеш да работиш, имаш многу време. Постојано си преокупиран тогаш со мислењето, така не можеш. Дома било една соба и морале луѓето да измислат да си најдат начини да се веселат, да пие алкохол, да има празнувања, да си купува поклончи на некој или да си пратогаш не купувале. Вајде немало да се купи, да си шијат калчуни, така натаму, да се радува. Сакам да кажам за да исто така и недостатоков на сонце, недостатоков на ден, недостаток на работа и почнуваш да стануваш депресивен. За да се разбие тоа, затоа сите украси се шарени, весели, убави, песните новогодишни се такви дурски сите, Ја мислам дека за тоа се измислени. Така да природно е човек веројатно да го фаќа во зима. Најлогичното објаснување, јас стално се во зима депресија и да ја разбие депресијава треба да има шарени украси. Тоа е тоа и затоа ги сакам. И песни и дружба. И социјален момент е, значи социјализирање. Да, тоа што сме го сработиле целата година, што сме го натрупале како храна, сега заедно да го земе. Треба да се иза и треба да се дружиме, да се смееме, да пееме, така. Прасето, сармите, зелката сторена. Кога тргнавме муабет од новогодишните празници, фактички иди кај нас тоа е наречена слава. Па да, слава, ама тоа е слава и славење, така. Се слави, религиски поврзано, се слави светецот, ама се слави и животот. Се поврзало некако тоа, или религијата добро го искористила тоа во своја полза, затоа што е природно реално во тоа време кај што социјалниот момент или социјализирање. Абе не знам дали го искористила или се испреплетиле работите сами по себе, пошто религијата не можеш да одделиш од човекот, значи човекот е религиозен од секогаш. Па да, ама се помалку е. Тоа не знам, не сум сигурен. Или како религиозен си до првиот момент кој ќе се соочиш со животна опасност? Не знам, не можам да најдам. Мислам сум размислувал, нормално сите размислуваме на тема, ама јас на пример лично не сум религиозен врзан со одредена религија. Значи сум верник на одреден начин, верувам
во одредени работи по мое, ама да се врзам со конкретна религија, се немам врзано со православие или со католицизам или со муслиманство. Мислам, тоа е религија, почитувам, тоа е ревидист. не викам не, голем дел од религиите ги почитувам, мислам, помага и за општественото живење и за добробита на човекот сам по себе, ама има и многу работи што ми сметав натре, така да не сум можел никогаш да се врзам. Има и добри лоши Ама работи. верата и тоа што уча одреден, мислам, сите религии уча на убави нешта, ако се земи тоа како есенција на религијата, тоа е супер. Човек треба да е религиозен. Или начин на живот кој што те тера да бидеш подобар човек, да речеме. И подобар човек, и помотивиран, и да помагаш на други луѓе, и да бидеш посвесен за работите околу тебе, за природата, како се создадени работите, како функционира, да си најдеш објаснување за некои работи што не можеш да си ги објасниш рационално, пошто реално не можеме, ние луѓето сме глупи створења, не. Сега Да. Мислам, не можеме да ја победиме природата, тоа досега се покажало така да. Па знаеш како И сега и даваме име на природата. Јехова, Мухамед, не знам, Буда. Или што би Мора да ја дадеме име. рекол, ние како човечки суштества сме толку глупави, па и само бендисани некош. Џордж Карлинг има еден цитат кај што вика: чувајте ја природата да не унистите планетата Земја. Како мислиш дека ќе уништи с планетата Земја? Таа е преживела многу пострашни работи. Па јас тоа го човекот. викам исто, не знам дали ми е од некаде видено, ама исто тоа го викам, ние луѓето сме рак на природата. Планетата ќе преживее. Сега ние на планетата дали ќе Нема, ќе не исплука, тоа ќе не е- исплука. Ама ќе не свари онака и Да, ќе не исплука толку. без никаков. Така си мислам, не знам. Па не дека песимистички Се сакам да согласувам, звучам, не. ама Ама се согласувам што си ја уништуваме околината. Тоа е најголемиот проблем на човештвото денес. Посебно денес. Се уништуваме сами. Оти порано немало консумеризам, немало толку натрупани работи, немало пластики, немало ништо. Знаеш, имаш едно канче за вода, одиш го полниш, си пиеш вода и толку едно Го тоа. миеш. Сега секој ден купуваме глупости, некои само шиши на пластични, само некои алишта што не ни се потребни, вакви кошули дома, имам 30, ми треба 2. Реално, така. И такви работи, тоа е сето пластика, ова е полно со пластика, ова е полно со пластика, ова е полно со пластика. Знаеш, целата таа приказка. Многу имаме, немаме Кој ќе потреба. рече- И се прави џубре, јеби. Кој ќе рече сакам ова. Смем да пцујам? А? Смем да по некоја пцовка? Да. Апсолутно, Да. не, Јеби ga. без цензура сме, особено. Чист македонски. Вчера ги снимав тетките од преводба со Витка Сарми и вика: ние за Свети Никола кажуваме само постни вичаи. Какви се ти? Не знам, мрсни никако, само постни вичаи за неверојатно 40 тетки собрани на место и Витка Сарми си носа кифлички Супер, тамо. супер. Ама феноменално, Знам дека. неверојатна енергија, како во детска градинка да се улегувал беше енергијата. Така онака треба да што- се луѓето, бесед. Ужива ја максимално. Сега да се вратиме малку на тоа, ретко кој не знае. ама Тргнавме затоа- директ во длабоки теми. Да, кој не знае дека ти си актер по професија, веќе Редо. со едно добри 20 година стаж. Па, отприлика, да. Сега нема да правиме му Старост за звучи. таа работа, пошто за со тебе има пола сат да се пополни, само вака да си тргнеме за филозофски теми, за битисвањето на глупавото суштество човек. Ама мислам дека те снимам втор пат во животот, Да. во разлика од 10 години отприлика. Отприлика. 11-12. Да. И тогаш со сигурност беше најексплоатираниот глумец од Прилеп на филмското платно или пред филмската камера. Дали уште го држиш тој примат, снимаш уште така активно како до тогаш? Ами, го држам. Не толку како квантитет, не снимам, ама во квалитет си викам сега дека се подобрува работата по мене. Потпишав со некоја агенција од странство, почнува да стасуваат странски понуди некои. Таа е српско-британска агенција, Британец е газда, во еден дел и Никола Којо е во другиот дел и агенција што сериозно почнува да функционира и овие серије сите од Србија. И сега почнува, сега потпишав лани. И веќе се Почнува да ми стасува. Не понуди она, така оди сега во светот, селф-тейп. Прво Така, правиш, да. па после те вика на аудиција, па после она, ама има некои понуди веќе за реклами, еве се нешто, има во најава некоја серија Робин Худ треба да се снима. Робин Така, Худ? Да, во Србија. За Робин Худ ти понуди? Немам понуден уште Или за уште, селф. или само е... Во најава е серија Што што би ќе се сакал снима. да играш во Робин Худ? Робин Худ. Што веројатно нема да се случи. Го исклучуваме Робин Худ, да треба да го играш, ама го исклучуваме.
знаеш, од секој што типо тие цртани филмови без Змијата разлика- можам да играм. Тие се најаките лikoви, змијата е на пример најакиот лик таму во Робин Худ. Не, муабето ми е далеко сме од тој од некој големо огромни ангажмани на филм или на било што во последно време, пошто во Македонија не се снима. Реално не се снима. Тогаш тој период кога се снимавме, се снимаше. Сериозно. Значи буџетите не беа ни тогаш нешто огромни за филм, ама се снимаа по 5, 6, 7 проекти годината, се снимаа кратки филмови, имаше странски копродукции се правеа. Сега како оди времето, не знам зошто. Имаше неколку искуства на музички спотови за странци, така? Имам многу, да. Мислам многу, 10 имам снимени. Пат за наши услови Да. многуто, за не правиме му Имам на сниман за наши американски изгледувачи, пазар, правиме на му француски, за Канада имам снимено спот. Имам, ама тоа ми е моето сега во Македонија не се снима. Не сум од оние што најдува кривец, а државата ми е крива или продуцентите се криви, на крајот на или ние краиштата- актерите сме криви. Сите заедно сме криви. Сите заедно. Значи општеството го правиме сите. И еве и владата да ја окривам, да речем не се вложува доволно филм, владата која прави, народот ја прави. Ние ја гласаме, така. Рема, Сакам да кажам, општество значи заедништво. апсолутно. Значи општеството го градиме сите. Така. До еден. Значи ние сме изгласале власта, луѓето во власта се потекнува од нас, Не ни од ги нашиот народ. донесе од Утре можеш Германија. ти да бидеш или јас или било кој. Сакам да кажам, не. Такво е, никој не ни е крив, ама едноставно така се случи работите да не се вложува доволно во филмската индустрија, па и во културата, мислам, во последно време. Се надевам да се смени тоа за брзо, ама како е трнато, не сум 30 сигурен. години како некаква... И се снима еден филм годишно. Лани се сними еден, што исто со многу мал буџет Димитар Ровчанец го сними. Преклани се сними еден, значи еден филм годишно се снима со буџет од 250.000 евра. Сега не знам да не лупам, да не ме тужи некој, не знам колку се буџетите точно, ама се мали. Значи јас имам играно во филма што имале буџет по 6, 7, 8 милиони евра во 2010. Значи тогаш 10 милиони евра беа како сега 20. Кој сега Горе-долу. 20. И сега со Пошто 250.000 се евра прават. да снимеш филм долгометражен. Ова зборувам да не свати некој од публиката погрешно што не е упатен во цифрите, тоа е цифра за цел филм, со се постпродукција, со се. Да, Најмногу за глумците. Да. Така. Ми муабето се вложуваше некако во филм, се најдуваја копродукции, беа дали луѓето поамбициозни како и продуценти, како сега некако амбицијата на сите ни спласна. Не знам. Се надевам да се смени тоа, можда е криза мала. Оти за театарот викаме најдобро е да е во криза, оти навикнат да е во криза стално. За филмот не би требало да е така, оти филмот е занајатска работа, скапа играчка. Театарот може да биде сцена, двајца глумци и толку. Да. Нема потреба ништо повеќе и публика нормално. Ама ми муабето еве излегува по некој проект одреден. Навреме последно снимав со Теона еден експериментален филм, не знам, има нешто. Сега, пошто ти го спомна сам театарот, во друг контекст, јас сега сакам да го донесам едно нешто кое што се случи пред месец и пол некаде беше. Мислам дека заедно и прв пат ја слушнавме таа идеја дека ќе ни прави театар, а тогаш бевме млади, зелени. Ние заедно ја слушнавме, ама после ни кажа колегите дека слушнале тие кои биле млади зелени и Џумерко кои биле млади зелени. Веројатно претходно и Блаже Алексовски и Ивче има слушнато истата идеја. Сакам да кажам, таа идеја се слуша од кој изграден новиот театар. Пошто новиот театар, мислам стариот театар, е кино. Тој не е театар, тој е киното на Пане Напе. Да, па тоа сакам да кажам. Значи, идејата да се направи театар, веројатно е кога го зеле привремено од Напе киното и го направиле дај сега колку да има театар, дури да го изградиме новиот. Тоа било во 48 година. 48. И од 48 нааму секоја година се кажува исти муаве театар. Мене довде ми е дојдено и јас си викам, поарно да не града нов театар, дај малку да го закрпиме стариот, пошто си супер. Мене ми е супер. Театар е супер, само треба некои работи елементарни кои што ги нема врска меѓу сцена и гледалиште. Абе, треба освежување, нормално сега во 48 година не постоела хидраулика во театар. Сега постои, сега треба да се зема хидраулични чиги, да биде на дугме сето да има. Работата е дали она зграда може сето тоа да го издржи како. Јас мислам дека може. Ти не сме крадежници архитекти. Сигурно има начин за да Која градоре таа зграда биле. Сега не сме. Сакам да кажам, зградата на неписмените ги прави овие патишта и ти дава пат кој што трај 2000 години е не чепнати, после дојде образованите. Така да. И на кај се викам автопат кој што се распајче. Да, тоа ми е мовето. На времето се градел, на времето имало чувство за општество, за заедништво. И парите народни што биле потрошени, се град и одговор, ама не само одговорност, туку свесни биле луѓето што граделе дека го гради за детето негово. Оти сега мислам дека овие политичари денешни
пак, значи иш нечем да мрчам нешто после на време таква фаза сум, ама чисто како мрчиме нека Свети Николски. не е мрчење, common sense е. Знаеш, сакам да кажам денешниве политичари мислам дека како да не живее во Македонија се однесува, како да нема деца што расте овде, што се школува овде, што не дај Боже че се разбола овде, не дај Боже викам пак од типа на нога да скрши нема кој да ти опре ногата, човече. Разбираш? Патиштата во Прилеп во моментов се полни со дупки, темни се, џубре има, шахтите се преполни, значи волата не паѓа кај што треба. Такви прозаични работи правам во и сега сакам да кажам, луѓето што се одговорни за таа работа се однесува како да не живе тука, како нивните деца да не цапа, како да не ода во Кочораци на училиште или во Рамполевката или во Добре. Па најверојатно не ода. Абе ода како не ода, ги знам, ги познавам, мислам се знаеме сите. Не викам дека се тие криви, можда толку зна. Можда толку може да му се врзани рацете. Не само во Прилеп, за цела Македонија зборува. А што е проблемот? Проблемот да се ако се прави нов театар сега, треба да размислиш ти, еве јас да сум на пример на чело на тој што одлучува за некои работи, какво пенџере да се купи, какво грејење да се намести. За прости работи правиме муавите, едноставни. Значи дали да се земи пенџере ова дограма од 600 евра или од 1600 евра. Тоа е работата. Значи јас би одлучил да се земи од 1600 евра и би нашол пари. Оти утре јас ќе седам во публика да ја гледам представата и мене ќе ми дува од тоа лошото пенџере. Каде е јасно и на крајот да кажам ние како актери мене тоа ми е работа. Јас на условите какви се такви се сум навикнат во театар. Правиме си викам добри представи и супер ми е стварно, си имам едно мало светче таму, една гримиорна уба кај што можам да си читкам нешто на паузи, излегувам на сцена сат и пол, супер ми е. Си се враќам во гримиорна, се пресоблекувам, пијам едно пиво со колегите и си заминувам. Целата приказка е многу поширока. Чи не ми е проблем. Мене ми е жал за публиката, што студи во театар, што не може да го доживее нашиот полн капацитет уметнички поради технички недостатоци. Од типо на немаме доволно светло, немаме доволно добри звучници, монитори, немаме доволно добри чиги, хидраулика и така натаму, немаме модули на сцената да можеме магија да направиме соодветни, сега правиме ни од ништо нешто. Ама замисли да ги имаме, а театарот е финансиран од државата, а државата е финансирана од народот. Од ти, па затворен круг е. Миле плаќаат даноци. Сите ние плаќаме. И сакам да кажам, ти плаќаш, а не добиваш тоа што треба за возврат. Сега зборуваме за тоа што ми е експертиза. До некаде, пошто мене театарот ми е. Да не зборувам за пожарникари, за полиција. Ама за тоа ќе ги викнеме пожарникарите да си прават. Да, не, сакам да кажам, плаќам и за тоа. Ја можам да си кажам и за тоа. Така. Мислам дека треба да имаш услуга, значи како данокоплатец треба да си имаш услуга во секоја сфера на животот. Не добиваме. Нашите даноци или премалку народ сме останати па не плаќаме доволно, па нема пари државата за да ги гради убаво работите, или некој нешто не знае. Милиарди ни е буџетот за година проекти. Значи не зборувам ни за одредена власт, ни за сегашна, не. Ова зборувам од 91 година наваму до сега, да. А за претходно не памтам, веројатно и тогаш. Мојабетов ми беше ајде се веруваш ќе ни направи театар или не? А веќе направи ова тогаш, вајде. Ама не сум сигурен дали сакам и колку ќе биде добар. Искрено. Значи сомнеш и од квалитетот на изведба сега кој ќе некој што земи да ти прави. Па нема, знаеш како сега новиве материјали се катастрофа. Јас зборувам не за неписмени дека се градителите, се писмени тие, ама модерниве начини на градба се тие. Порано се градело со салам, со бетон, со камен, со песок, со такви природни материјали. Сега и дома јас реновирав сега лани, преклани, реновираме со кнаув, со гипс картон, со таква работа. Тоа е катастрофа живе. А театар очекувам да биде сега со гипс картон направен. А гипс картон му влосува. Гледаме и на дворешна страна. Сам да кажам, мене еве лани реновирав преклани, дома ми му влоса. Значи, еве за дома си правам најубаво што може, најскапите материјали ги земам што се понудени во моментот. Ама најскапите се тие. Ама тие се. И сега ако се изгради нов театар, нема да биде бетонски сигурно. Можда конструкцијата или нешто, ама внатре нема да биде како што треба. Димитар Ѓорѓевски дограма, не. Баш като што се занимава со уметност, се занимава и со спорт. Полупрофесионално, професионално. Сега спортов е многу интересен, е многу напорен, исклучително треба физичка подготвеност. Се вика билјард. И сега, ако не го спомнеше, дори тоа е игра уствари. Пушевме, чим има компетитивна. Има, не, спорт се смета, ама а и некој и фудбала игра. Да. На крај на крајшта да сите спорти се игри. Да. Сега и нелутице човече може да биде игра. Да, спорт, така да, како што е шах. Да, па зошто кој е табла, сега шаков е само фигури, таблата е таму има повеќе активност во таблата, значи коцки фрлаш. Запаление може на зглоб да добиеш од тие работи. Кажи ми како кога се сретна прв пат со тоа чудо наречено билјард и како те привлече да навлезеш еве попрофесионално да се занимаваш, да си член на клуб?
Прв пат се сретнав кој сите во 6-7 таму некогаш. Основно имав, нели порано во Прилеп беше популарно тоа. Одиме на флипер и се гледа и билјард. Да, секоја населба имаше билјард клуб, имаше во градов 30-40 клуба сигурно. Такви мали, ама имаше. Така, јасно. И тогаш интересно топчина, шарени, стап, мало. Така, а после по професионално кога почна да се прави по професионални клубови направија во Прилеп. 2006-2007 почна да се купува убај маси големи, тие деветки, 9 фут се вика масите. Оти овие што беа порано со жетон беа мали, 5-6ки. 6 стапки должина, маса неаме ние мерило за тоа. И после почна да се купува по убај маси, па си купив стека за малку по-сериозно да играме, па почнавме да се организираме во Лига градска, направивме, јас бев во првите организатори. Ти кажам 2007-2008, не знам која година. И така, не знам, растевме неколку луѓе, почнавме да играме по-сериозно. Не по пари сериозно, типовно сакавме да се надпреваруваме. Па разбравме дека има турнири во Битола, во Скопје, во Тетово, во Велес, во различни градови. Почнавме да одиме и видовме дека има и подобри од нас. Дека треба повеќе да вежбаме. Дека треба повеќе да тренираме. Да, почнавме да вежбаме, да тренираме и сега пред, не знам, 4-5 години имаше ни се затворија клубоите во градов со убајте маси. Непрофитабилен бизнис е, реално. Мислам, скапо е за одржување. Скапо за одржување. Скапо е за одржување, не можеш да извеш многу пари. Сакам да кажам, газди веќе разбирам, ги затворија тие клубови, ги направија. Можеш и да наплатиш жетон. Не со жетони сега на време. Без разлика дали жетон или е време. Непрофитабилно е. И немавме кај да, веќе заразени, немавме кај да играме. И се договоривме, тогаш бевме 25-6 луѓе, мислам. Од прилика, така посериозни играчи се. Во наводници земајте го посериозни, пошто сите сме по професија нешто друго. Не сте за светски куп по билјард. Можда сме, сега имаме во моментов во параспорт, во моментов е во Лос Анџелес човек од нашиот клуб со пресечена нога е. Владче го поздравувам, значи имаше одредени здравствени проблеми и се надпреварува на светско првенство во параспорт по билјард. Не беше сега тој беше зеде европско првенство сребрен медал. Да, сребрен медал. Да, па го покани од тука во Лос Анџелес во моментов медал. Значи сакам да кажам, имаме веќе луѓе што сериозно се надпреварува во спорт. И тогаш пред 5-6 години се договоривме да си дајме сите, да си купиме професионална маса, да си дајме пари, да си изнајмиме дујчен под Кирија овде блиску е и да ни биде спортски клуб. Не е, мислам, не е комерцијално воопшто, не може да дојде друг никој надвор од клубот. И почнавме да тренираме, почнавме се да преваруваме во Б лига во билјард, тројца, четворица стасеа до А лига. Во билјард сакам да кажам, еден имаме сега во параспорт на светско првенство, почнавме да имаме успеси. Сега ова сето е само финансирано, општината ни помогна да не грешам душа, браво за општината. На 2 пати со некои не многу големи средства, ама за нас секоја пара е добре дојде некој че се самофинансира. Да, си сменивме чои, си сменивме така натаму, сакам да кажам, веќе почнува и да гледаш да има одзив и се надеваме се понатаму и фирми, да порасне клубов, да купиме уште маси, да почне и академија за билјард деца да. Тоа е амбициозно, супер е. Па реално сега да бидеме реални, јас имам 40 години, ја допарва нема да станам светски prvак веројатно во билјард. Ама дете ако почне да тренира од 5-6 години може. Пошто спортов е индивидуален. Од Македонија дете може во Кина да се натпреварува без проблем ако тренира. Спомнуваш зборот тренирање, јас реков на почеток кога ја почнавме тема вежбање, дали еден тренинг по билјард се одвива на што е можно повеќе утакмици изиграни или реално правите конкретни удари? Конкретни удари. Да? Како и секој спорт. Конкретни удари, 3 сати минимум од прилика ми трае еден тренинг мене. И си тренирам секој ден. Имаше паков фалшо, некој фалш ваков. Има вежби, дрилови, вежбаш брейк, вежбаш има различни работи. Сейф, она одбранбена игра, тактика, се си има. Сега да ја споредиме со она малку поголема маса, снукер. Не ти тој кај нас додуша не има маса за снукер. Во Прилеп нема, во Скопје има. Во Скопје си пробал? Имам пробано и во Бугарија и во Скопје, тешко ми е многу. Мислам како друг спорт е. Да, двата се со... Не е исто, истите топки, истите стеки. Не, многу, како пинг-понг и тенис, еве, ти разбираш што е тенис. Имаме играно, значи како пинг-понг и тенис е според бата. Буквално. Има и таму рекети, ваму топчи, ваму мрежа, ама едното е огромно, другото е мало. Ваму одбива поинаку топката, ваму поинаку топката. Морам да ти кажам случка која што ја колку се разбирам од тие работи, затоа вака ти ги нафрлам во прва година на факултет во
Благоевград се договараме со цимерите, да да играме билјард. Никош не сум го играл, никош не сум бил добар во тоа, ама за друштво ако треба. Супер е друштвена игра, седиш ти пиеш пивце, сокче нешто. И сега и се играш. Одиме и ги земаме, значи огромна сала, сигурно имаше 3-40 маси некаде, да земеш стеки, ти ги дава топките и одиме ги ставаме и да разбиваме, некако далеко ни се гледа. Да. Големи маси се тие, да. Ама не, да, во салава имаше само една маса за снукер ми е муаве. А и вие сте погодиле таа? Ние сме големо, далеко, не можеш да префрлиш. Огромно и се зачудив прв пат во Бугарија исто. Едно време го гледаме онаше линијата со полукругче на снукераше. Шо преова линија? Да, и свативте дека сега се вртиме вака. Што го зграшиле терен. Колку поголема маса. Да, огромна е. Ето колку се разбирам од тие работи, затоа ми е исто кога ќе го видам вака. Па еве, за објаснување, ја прв пат уствари кога пробав снукер да играм. Во Бугарија снимав филм и бев таму месец дена во Софија и имав денови слободни, 4 дена снимаш, 2 дена имаш слободни, 3. И сам таму, пошто другава екипа снима, едно време беше сегашната сопруга, тогаш девојка, мислам дека ми беше уште. Како и да е, ама понекогаш бев сам скроз во огромен град. Сега и колешка. Не е глумица, драматурка, за да се разбереме. Да. И најдов една хала за билјард, тогаш бев многу добар во билјард тој период. Мислам баш во форма бев, тренирав редовно и така натаму. И снукер маси имаше, и викам супер да пробам, сум гледал на телевизија, никогаш немав пробано, пошто кај нас немаше во Македонија маса, или ја не знаев да има. И си платив таму, скапо беше идиотски, ама како и да е, си платив еден сат на масава сам, немаше со кого да играм, нешто денски беше 10 савања. И пробувам, значи зборувам за во билјард, правев по неколку марса со ред, да речем, сум играв. Што значи марс? Марс значи да ги шестиш сите били, да разбиеш без да сгрешиш. Да. Во билјард значи го правев то, во снукер не можев да втерам топче првите 20 минути воопшто. Значи не можев ни едно да го погодам топката во дупката, не можеше да влезе. Значи толку различно е, помал топчето, поголема масата, помали се стеките, различно многу. На билјардот имавме, како се вика, има шарени полни топки, се играш или со едните или со другите. Тоа е 8-ка игра. Има различни игри. Сега во моментов играме 9-ка најмногу. Треба да ги втеруваш од 1 до 9 со ред. Од 1 до 9 со ред. Бројки се. А ова е 8-ка со различни. 8-ка едни обира шарени, други обира полни и црната задничка. Беше ги внесуваш, ти си шарени, ги внесуваш шарените, на крајот црната во последната дупка која ќе си. Тоа е по стари правила, сега не. Или сега си ја бираш дупка. Сега си бираш дупка, кај си бираш дупка кај сакаш, и мојабетов ме ги внесуваш само твоите, не треба другите. Да. Добро, тоа го запамтив. 6 пати имам се насиграно билјард во живот. Тоа е тоа. Добро, интересна прича е тоа и на крај на криштата за релаксација е супер спорт. И како медитација, го разработува мозокот, не дури да искрено мене ми помага тоа, не дека имам амбиција некоја кизне каква во билјард, си тренирам ради себе си најмногу. Ми е дури да седам на Facebook или на Instagram на телефон, поминувам добри 2-3 сати во дено. Во концентрација, така, фокусиран сум да напреднам во играта, што ја сакам. Колку ќе напреднам, не е ни толку битно на крајот на криштата, ама го користам времето подобро отколку да седам на телефон. Да седиш на телефон или да не знам. А во принцип, тоа ни е хоби на сите во последно време, седење на телефон за жал. Тоа е национален, светски спорт е. Светски, да. Лошо за се, за мозокот. За се. Седиш овде барем кружам околу масата и движам некаква физичка активност има, стварно. Сега сакам да го заокружиме муабетов од кај што тргнавме. Кај што да ја направам врската, сакам правевме на почеток за празниците, за религијата, за црквата како место кое што делувало пред некој време. Сакам да те вратам едно 16 години, мисля, чини 17 назад, да те вратам на Лазар во црквата кај што ги држи говорите. Тоа сакам да го завршиме мојот со знам дека за тебе исклучително важен писател. Да, но. И мислам Димитар Талев. Мислам дека од таа екипа што работевме таа представа најмногу остави трага на мене, на тебе и на Трпче. Па да. И јас секогаш кога имам можност го спомнувам, го препорачувам, се уште за жал ретко кој го знае во прилив. Јас во моментов го преведувам. Стварно. Мислам, доврши го прашањето, ако сакаш па ќе кажам како. Значи, Нестасов, сакав,
многу едноставно нема време. Една од животните цели литературни во животот кој што сум ги имал малку е да го преведам Димитар Талев, ама чим си почнал ти скоро сум при крај со четвртата во книга. сигурни раце, што е најважно и треба да го има Трајче Крстевски преведе само две. Две преведе, третата е почна, не ја заврши, за жал почина. И реално таму има сериозни проблеми со преводите. Ако пошто веќе ги преведуваш, ги знаеш. Не можам да најдам многу мани кај Трајче. Не бараме, не реков мани, Да. тоа одлично е, литературно е одлично, има проблеми внатре, има фалсификати внатре. Не, нема. Так, мите. Нема. Ги споредив. Намерно. Ама мене ми има места кај што се користат одредени зборови, овдека се користат нашинци. Не бе, немаше, не. Тоа е мит од овој од внук му од Талев е. Ама не е мит, Пласиран. значи јас се читав Железниот светилник прво на бугарски. Да, и јас исто. И после од Трајче Крстевски го читав преводот затоа што го работев. Да, ама и јас така мислев е. исто го прочитав на бугарски, па на македонски и исто забележав некаде, ваму се спомнува македонци, она, таму за жал, затоа долга приказна политичка може да испадне, ама не ичам да биде политичка. После го зедов уште еднаш бугарскиот превод и македонскиот и во бугарскиот македонци. Истото. Сакам да кажам нема некаде македонци бугари, има на неколку места кај што не ги дела, кај што вика, на пример Монако, кај што иде во оригиналниот е нашинец. А овде пишува дека иде, не знам, од Рила е бугарин меѓу кај нашинците. Има такви фати кај што прави дистинкција. Може. Ама инаку како превод литературен се многу вредни, сакам да кажам, Трајче беше многу писмен човек. Како литературен се одлични, бе, многу се преубави за читање. Дури подобри се во оригиналот. Како се вика, питки се за читање исклучително. И сакав да ни раскажеш за малку од твоја гледна точка за важноста за Димитар Талев да го знае овој град и да го знае ова држава. Абе, знаеш како зафркната работа е многу. Сега последно со преводов го почнав случајно скроз за еден пријател што не има можност да ги прочита книгите ради одредени здравствени проблеми, му ги фалев и реков јас ќе ги прочитам. И му ги читав како аудио книга. Првите две, третата мислев дека нема превод, имало. Најдов превод од издаваштво од Гане Тодоровски, заборев како се вика преведувачката, да. И Линден ја прочитав и четвртата немаше на бугарски, имаше, не ичам на бугарските му ја читам, пошто друг јазик ја сакав на македонски и реков ќе ја преведам. И така почнав да ја преведувам. Гласовите ви ги слушам. Гласовите ви ги слушам, да. Гласовите ви чувам на бугарски. И скоро сум при крај, преведувам еден, споро оди тоа многу, кој ќе најдам време, ама како и да е, преведувам еден дел, па го пуштам. Да. Ти не си преведувач по професија, да речем, па да се посветиш само на тоа, да речем. И сега сватив дека за значајноста на Димитар Талев тоа е многу зафркната приказна. Сега пак не знам, нека не ме вадат контекст одредени. Не зборувам за тоа, зборувам за литературниот момент. Литературниот момент е феноменален, јас затоа се зафатив со темата. Ама си реков да го издам, од кој ќе ја преведам книгата, да ја издам, да биде издаена и се решив да не ја издам. Пошто зошто? Ти е многу политички погрешна. Од денешен аспект, посебно во ова време сега со овие спорови што се меѓу двете држави. Така на Да, we don't care, ама треба да имаме на македонски. Ама дури профашистички на моменти, како да ти кажам. Јас сум далеку од профашистички настроен. Види, тие се работи за едно време. Ама и за еден човек. Ама тоа време во последната книга е се поблиску до нашето. Пошто се работи за после турско. Последната книга веќе стасува во Втора светска војна. Да, и многу влијание има од тогашната политика што се влезени во денешни односи помеѓу државите соседни што сме посебно на Балканов, така да не ичам да навлегувам во тие теми. Ми е моето сега не е моментот за издавање книга што се занимава со балканска политика. А таа книга се занимава со балканска политика. Оти ние луѓето, како што реков на почеток, кои што се вратам, сме идиоти, тотални идиоти, наместо да уживаме во хедонизам. И место да живееме во... ние сме создадени да бидеме хедонисти луѓето, не сме создадени да бидеме политички суштества. Тоа е глупости се. И сега се занимаваме ние со граници, со односи помеѓу Бугарија, Македонија, Србија и не знам каде. Ови сме сите држави што зборуваме горе долу ист народ, исти јазик. Ама и сме ист народ. Па има мали разлики сигурно, ама има мали разлики меѓу нас и меѓу чисти. Разбираш?
меѓу Прилеп и Струмица Тоа сакам да има, ако кажем. сакаш да Ама ги горе, гледаш долу огромни, сме- можеш да ги видиш разлики. Сакам да кажам во цел свет народот е ист, не е во Балканот. Во цел свет народот е ист. Основните потреби се храна, вода, воздух, секс и забава. Апсолутно. Тие се основните потреби на човекот. Се друго е глупост. И треба да работиш доволно за да си ги приуштиш тие работи. Па евентуално ако не можеш да работиш и да си ги приуштиш, Вие уште подобро. Уште подобро. Сакам да кажам се занимаваме со глупости. Сега јас да издавам книга, што сметам дека има феноменална, го исполнува едно од петте начела, сега што ви кажав, забава. Така, литературна вредност значи има, тоа значи забава. До некаде забава, не зборувам забавно само хихири хихи хахара, забавно туку е- забава да ти ги Да ти го отвори умо и да Така, да ти ги да ти биде интересно. разплатни чувствата. Да. Значи прво Тоа- удира на чувства. Тоа го има, ама од друга страна има многу од овие глупости што ме нервираат. Типа не се занимава со што биле македонците, дали биле бугари, дали биле срби, дали биле македонци, автохтони и така натаму. Тоа се глупости живеа, нечено се занимавам со такви Уште работи. се занимаваме. Сега Епа за жал се занимаваме, да. И Мене затоа ми се- не е моментот да се издаде таа книга. Сега посебно што никаков бенефит не ми носи мене, ни финансиски, Тоа ни да. што ја треба да најдам пари да обезбедам за да издам книгата, за да остане во наследство. Влада да ти Тоа е даде за таа договор. книга нема шанси. Ма не, не сакам да ми дава. Сакам да кажам, сакам, идеално би било да се продава книгите и да заработиш. Ама во Македонија не се продава книги такви, се продава глупости некако се продава. Како се шминкаш и како се... Да. Мислам глупости, да не навредувам и тие си има вредност одредена, ама многу е насочено продавањето на литература кон еден жанр, за жал. Така. И Најмногу таблоидно да е, што поглупо да е, полесно. да бе, не викам глупо, и тоа треба да си постои. Ама види да имаше еден... Мислам и ја читам таблоидни книги некојаш, не викам кој не. не чита, Да, мора ја ти гледаме филмови лесни на телевизија, не можеш само Тарковски да го гледаш. Не може. Некош треба да пуштиш... Ама нешто сакам да сваки кажам кога треба не да има мислиш. и ова, и ова, и ова. А ние како заедница сме многу мала општо Македонија за да имаме голема бројка на литература, како што реков и филм, и театар, и такви работи сме мали. Од друга страна немаме куповна моќ за приватно да се остваруваат тие работи како што има големи држави како Америка, како така, значи далеку сме од споредба. Не можеш, со немаш тоа. пазар за таква работа. Не можеш, немаш ни за Да, и книга, за сето јазичен пазар. сето се сведува на благородна општествена работа, како што правеле уште почетниците на пишувањето во Македонија и на преведувањето. Така од препишувачките школи тоа не го правеле за пари, го правеле од еден вид на духовна моќ, на себепознавање, на општествена работа, да му помогнам и на другите да прочита, да се образува и така натаму. Сега јас не сум толку благороден далеку од тоа. Ама се го играше Лазар и тој како се вика ти поттикнува онака да го... Да. Мислам Па сите дека- улоги ти дава некоја. некој правец. Да. Ако знаеш да го Карактер, искористиш и да. да го приспособиш на својот. На Нешто крајот на како да не краиштата- видиш, нешто како да бидиш. Апсолутно, ама секој делик како се вика негативецот треба да те научи дека не треба да Дека видиш, не дека треба не да- треба да убиваш, дека не треба да крадеш, дека не треба да лажиш, многу Да, едноставно. така е. И сега да му обетајќи за преводов кој што излезен дека не знае дека го работиш, да завршиме со знам дека пишуваш многу. Пишував. Не пишуваш повеќе? Не. Сеќам дека имаш и на поетри слем победен. Имам. На првиот што учествував. А учествуваш и после тоа? Учествував уште еднаш, втор завршив, мислам така нешто. Па добре, од две учества 1,5. Да, ама не пишувам, ме канеше Трпче, организатора на Слемов и колега драг од театар, ме канеше после да учествувам, ама викам немам ништо ново напишано, не, ретко пишувам. Мислам пишувам понекогаш нешто хаику, малку ова она, ама не е доволно за да настапувам или да издавам или така натаму. Ти си еден од ретките глумци кои што ги сврзува сите уметности во него, тоест ги има и ги на Ај, не некаков сите, начин. не знам да цртам. Не знаеш да црташ, да. Тоа никош Ама не, и сите овие работи ми се како хоби, како нешто што сум го Ама правил некогаш. не е важно ги правиш на Не ми е ги правиш на високо ниво, тоест на питко ниво. Значи човек може да го чита тоа што си го напишал, да го слуша дури ти да го читаш, човек Да, може да. да те слуша дури пееш, дури свириш, значи можеш ти да ако си решил си можел да го правиш, тоа е работа. Веројатно, не знам, ама не можев да се решам, затоа се запишав на глума. Не можев да се Ги решам спојуваш сите и што тоа сакам пријатно. да бидам во животов. Свириш гитара во представа кај што со да речеме со еден од најдобрите музичари кај нас Да, кој да, што во последната во Декамерон со пице од Фолтен. Така да не правиме муабет дека ти имаш како се вика само ептен базично знаење на Да, да, тие работи.
Мета, ако продолжиме вака, че ни треба уште 3 дена, колку малку И се може да гревавме. И алкохол. Сега ќе име на пијачка. Леј, гледаш од цел муабет, че заборев, дека се има да урбанират, ти го спремивме. Мистер... Јако. Топ, фала. Фала и нема супер Да работи, си правите го- ми, редовни муштери сме. Ставиш на клучој. Фала. Многу. Да ги поздравиме исто и другарите од Аура. Одиме сега, пошто рековме дека ни треба трошка алкохол да пиеме по една жолта. Жолта, македонска. И со вас се гледаме да, честита слава на сите што славите вечера. Честита слава. Свети Никола вечера. така? Да, вечерва е Свети Никола, заславот, за многу години, тие... уште една работа. Ајде. Наслава одиш или правиш дома Свети Никола? Одам. Одам, баба ти Мислев дека ќе го разбијам митосот дека во прилеп вика или правиш Свети Никола или си нагост. Да, сите И прави. реков, ако ми рече, че ни одам, ни ми е слава, реков, че го разбијам мито. Сепак, овај пат не излегов митбастер. Се поздравивме сите, се заблагодаривме, лайк, шер, субскрайб и се гледаме на 25-ти, што би се рекло на католички Божик со последната емисија во еден кадар за 2024 година. Мита, фала ти уште еднаш. Фала. Лепо, убаво си поминав.